Здраво на сите. Моето име е Анелија Митрова и на моја огромна чест денеска ја модерирам првата онлайн дискусија од нашиот младински виртуелен хаб М-зона, подржан од ОПС емисијата во Скопје, на тема Рико и младите луѓе во Република Северна Македонија. Целта на оваа дискусија е да ги приближиме вредностите и перспективата на регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан поблиску до младите луѓе, односно која е каузата, која е идејата на Рико, зошто Рико постои и кои можности ги нуди Рико на младите луѓе. Денеска со мене имам избалансирана родова група, односно четворица панелисти. Владимир Георгиевски, младински представник во управниот одбор на Рико од Северна Македонија. Елена Мишевска, програмски асистент во локалната канцеларија на Рико во Скопје. Методија Стојчевски, член на советодавниот одбор на Рико во Рико, кој што е во заменување, и Ирина Јаневска, Асоциација за развој на нови опции Арно, Рико грантист. Здраво дечки, добре дојдовте. Би започнала Владимир со тебе. Односно би сакала да те прашам според тебе кои се главните карактеристики на Рико, зошто си ти дел од Рико и што како младински представник до сега имаш направено за младите од Западен Балкан во Рико? Здраво на сите. Чест и задоволство ми е што сум тука со вас и што разговараме за оваа тема многу битна за младите во регионот. Регионалната канцеларија е пред се нова можност за младите за дружење, учење, меѓусебно разменување на искуства и соработка пред се. Кои се предностите на Рико? Рико пред се нова, се уште нова организација која Владе, на мјут си. Добро. Нема се слушаш ли нешто? Последните 30 секунди не можеш да продолжиш. Сега од каде застанав, не знам. За дружење, освен за дружење понатаму и пред се за соработка помеѓу младите во регионот. Значи знаеме голем проблем е малото ниво на соработка, многу малку младите соработуваат со своите врсници од регионот. Особено со тие држави што не сме соседи, иако имаме многу заеднички карактеристики. И за тоа е регионалната канцеларија да поголема соработка и помирување, бидејќи имаме лошо минато на војни, на поделби, иако имаме многу заеднички карактеристики и вредности, и сметам дека ова е голема можност што младите треба да ја искористат. Пред се Рајко е грант гивинг организација, значи дава грантови за проекти младински размени, но исто така што е многу битно и ние како младински представници сакаме постојано да се фокусираме е да не биде само давање на проекти, туку да ја има и таа политичка улога на помирување, соработка, но и пораки до донесувачите на одлуки, бидејќи знаеме дека многу работи зависат од донесувачите на одлуки и политиката која се креира, а тука за жал се уште имаме не поволна политика за младите да останат, да работат, да соработуваат меѓу себе. И затоа ние ја адресираме овој проблем, овој предизвик на повеќе начини. Да, главниот начин е ние разговараме како организацијата се уште да се развива, да нуди можности. И тука не се само проектите што директно се даваат од средствата на владите, на државите. Дали се слушаме? Мал технички проблеми имаме, една секунда. Ми јавуваат дека не се слушаме. Само една секунда. Од режија. Да. Може да пустиме реклами.
Добре, може да продолжиш, јас се извинувам. Значи, ние зборува за средствата, значи да, државите влегуваат со средства, мислам дека е добро да се даде како вовец, особено за младите, за да знаат дека средствата пред се доаѓаат и од плаќачите на данок, од секоја држава, но имаме и голема поддршка како организација од многу интернационални донатори, што мислам дека е многу позитивно, особено за младите, затоа што донаторите, поддржувачите од многу држави даваат средства. Тоа значи дека Европа, особено, сака да го биде овој регион многу поразвиен, каде што младите имаат можности за работа, за живење тука, да останат тука, што е главниот предизвик овие денови. И тука е и нашата улога како младински представници, и затоа влегов во таа улога, во ова својство како младински представник, кој, иако е волонтерско и сме вклучени на да речем само на одлучувачка улога, сепак имаме доста добри шанси да влијаеме во тие одлуки во насоката на во која Рајко треба да оде, односно регионалната младинска канцеларија. Ние како младински представници во секоја држава има по еден во правниот одбор, по еден младински представник, одлуките се донесуваат во консензус, значи по еден младински представник од секоја држава и еден представник од владините институции. Убавината е во тоа што никоја одлука не може да се донесе без консензус. Значи мора да секоја одлука да биде заоснована на соработка и пред тоа подолго договарање, размена на искуства и наоѓање на најдобриот можен компромис. И тука мислам дека конечно мора да се научиме да соработуваме со компромис. Јас кога влегов во првата година мислев дека е многу потешко искрено да се соработува со владините институции, но понатаму ја свативме дека има многу начини и можности да учиме едни од други и на крајот да сите заеднички интерес да одлуките се донесат заеднички. Тоа е голема порака. Дополнително не знам што би можел да кажам околу. Значи ние како младински представници соработуваме често, имаме доста состаноци баш и овој период, сега бурен период можам да кажам дека соработуваме, разменуваме искуства и свативме дека многу проблеми се слични, дури и исти во регионот. Значи проблемите со младите се соочуваат и тука е нашата порака што често ја испраќаме, дека многу одлуки треба да се разговараат на регионално ниво за да учиме едни од други, соработуваме и преземаме добри искуства. Значи многу работи веќе за многу решенија во некој дел од регионот ги има, меѓутоа само ако соработуваме, ако дискутираме заеднички, тогаш може да најдеме најдобро решение. Ние сакаме често да имаме состаноци со млади представници на организации и затоа и од таму да ги влечеме нашите искуства, што е предност. Младинскиот представник е директно во контакт со организациите и знаеме кои се потребите и барањата. Добро, фала ти, Владе. Сега ќе преминеме на Елена. Елена би сакала да ни се представиш и да ја представиш улогата на локалната канцеларија на РИКО во Скопје. Здраво на сите и од мене. Како прво би сакала да ви се заблагодарам на поканата. Чест и задоволство ми е што присуствувам на денешниот настан и што имаме можност, значи, преку промовирање на нашата локална канцеларија, генерално на канцеларијата на територијата на Западен Балкан и да го доближиме РИКО до што е можно повеќе до младите. Имено, регионалната канцеларија за младинска соработка РИКО би сакала да напоменам дека е независен, институционален и функционален механизам кој што е основан од страна на Западен Балкан. Значи, сите региони од Западен Балкан, Република Северна Македонија, Србија, Црна Гора,
Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Целта за која што постоиме е значи да се промовира духот на помирувањето, што ни е многу битно, меѓутоа и соработката помеѓу младите во регионот и се тоа се одвива преку програми за размена на младите. Она што би сакала да напоменам дека, како што претходно посочи колегата Владимир Ѓорѓевски, договорот за основање на РИКО, значи беше подпишан од страна на премиерите на Западен Балкан, на самитот на Западен Балкан, кој што се одржи на 4 јули во Париз 2016 година. Значи, локалната канцеларија во Скопје, заедно со другите 5 подружници во сите главни градови на територијата на Западен Балкан, си работиме уште од 2016 година. Она што би сакала да напоменам и да го доближам РИКО што е можно повеќе до младите е тоа дека целта на нашето постоење, како на локалната канцеларија Скопје, така и генерално на РИКО канцеларијата е тоа што ние поддржуваме одлични идеи. Значи, ние поддржуваме креативни идеи, конструктивни идеи кои што потекнуваат од младите. Значи, млади работаат за млади. Ние го промовираме Значи, промовираме доверба, ние промовираме соработка, ние промовираме диалог на Западен Балкан преку поддршка и финансирање на проекти кои што ги зближуваат младите од регионот. Нашата канцеларија е финансирана значи од Европската унија, од UN Peace Building Fund и многу други донатори. Контекстот на нашето функционирање, значи генерално се состои во демократија и во мир. Она што би сакала да напоменам е дека кога станува збор за демократијата, регионите од Западен Балкан да го споделуваат заедничкото наследство преку постоечките предизвици, а воедно и се бориме за мир на Западен Балкан, затоа што конфликтите од минатите декади понесе со себе различни форми на предрасуди и интолеранција и токму поради тоа се бориме за застапување и за средување на тие проблеми и за зближување на ситуацијата на младите од Западен Балкан преку организирање на, како што претходно посочив, размените помеѓу младите. Мисијата е, значи, ние да ја поддржиме нашата размена на млади, воедно и споделените идеи од младите како темел и подлога за идна соработка во регионот и се базирано на принципите на коегзистенција, толеранција, почитување на човековите права, слободи, диверзитет, воедно и борба за инклузија и посветеност и безбедност. Сега, што РИКО, што нашата канцеларија нуди на младите? Како што посочи преска и колегата, значи, РИКО за младите нуди можности за учење. РИКО на младите нуди можности за патување. РИКО на младите нуди можности за дружење, за запознавање на нови луѓе од територијата на Западен Балкан. Што РИКО нуди на регионот? Значи, ние на регионот нудиме негување на соработката, зајакнување на мобилностите, поддршка на помирување, на градење на мир, безбедност, обезбедување на просперитет. Значи, цела призма ние на РИКО ја гледаме низ младите, затоа што младите се главен чинител и тие кои што треба да создаваат простор за и можности за култура и мобилности, воедно интеркултурни размени и помирување. Младите треба, како што посочив, треба да бидат главни чинители кои што ќе дадат најголем придонес за демократскиот развој, воедно и за социјалниот и демократскиот просперитет. Ги охрабрувам сите млади кои што се во можности не слушаат, значи активно да не следат на нашата веб страна www.raikowb.org. Имаме профили и на Facebook, и на Instagram, и на LinkedIn, и на Twitter. Значи, активно ги повикувам да не следат, затоа што има многу можности преку кои што младите можат да се вклучат и да учествуваат. Ви благодарам. Фала ти, Елена. Сега ќе продолжиме со Методија Стојчевски, како што го најавив, член на Советодавниот одбор во РИКО. И би сакала, Методија, да те замолам да ни дадеш една различна перспектива на РИКО, бидејќи Советодавниот одбор има посебна улога во РИКО. Па да обясниш улогата на самиот Советодавен одбор и конкретно твојата улога. Добар ден на сите. Значи, јас уште од самите почетоци, од самото представување на иницијативата од страна на групата за
што го модерираше целиот процес, бев вклучен и ја поддржав целата идеја за формирање на една ваква организација. Голем дел од моето NGO искуство во невладен сектор е во активности кои што се однесуваат на земјите од Западен Балкан. И така да целото свое знаење, заложби со целото свое знаење, конекции и така натаму им помогнав на тој тим уште од самиот почеток да колку што можев да се формира оваа иницијатива. Така да по некоја логика на нештата после понатаму се ме предложија и станав дел од Советодавниот одбор на РИКО. Инаку би ги надополнал соработниците Влада и Елена дека РИКО е една превземена добра практика од западноевропските земји, односно од процесите на помирување помеѓу Франција и Германија. Тоа се темели на иницијативата која што со подпишувањето на Елисејскиот договор во 1961 година канцеларот Аденауер и председателот на Франција Де Гол го подпишале Елисејскиот договор, кој што се смета и мировен договор меѓу Франција и Германија. И еден дел од тој договор се однесува на формирање на тие канцеларии за младинска соработка меѓу Франција и Германија, кои што почнале многу предпазливо. Средбите помеѓу младите луѓе се одвивале на територија на Швајцарија во прво време, за да сега можат да кажат дека низ тие процеси на помирување имаат поминато повеќе од 8 милиона французи и германци. Тој добар пример подоцна германците го употребили во процесот на помирување со Полска во 1985 година, ако не се лажем, формирана е канцеларијата за младинска соработка меѓу Германија и Полска, за да подоцна се мултиплицира и помеѓу Германија и Русија, Германија и Грција, Германија и Израел и така натаму. Она што е битно тука дека користиме практики од западноевропските земји и битно е дека на општествата во регионот покрај тоа што делат заедничка историја, значи се стремат и кон заедничка иднина интегрирани во Европската Унија. Затоа се и многу добро исповрзани ради тоа заедничко минато, се многу исповрзани општествата на Балканот и многу лесно функционираат како по системот на врзани садови. Многу лесно и добро и лошо, добрите и лоши работи се прелеваат од една во друга, затоа е потребен регионален пристап. Затоа РИКО го има одбрано регионалниот пристап и формирана е регионална канцеларија наместо да се формираат разни билатерални канцеларии помеѓу земјите од Западниот Балкан. Сега која е улогата на Советодавниот одбор и која е улогата моја директно во Советодавниот одбор? Значи, Советодавниот одбор на РИКО во овој мандат ние бевме пионери кои што на некој начин го трасиравме патот што ќе работат и понатаму сите идни советодавни одбори, значи на кој начин ние ќе ги пренесуваме нашите искуства, знаења и ние сме тие што собираме искуства од регионот, од нашата работа во која што сме вклучени. Вкупно во Советодавниот одбор има 18 членови, од кои што еден сум јас, односно двајца сме од Северна Македонија, јас и Андреја Угриновска. Што е нашата улога? Значи, нашата улога е со презентирање на информации од терен, од директна работа со младите луѓе, да може да ја креираме стратегијата и програмата на РИКО, меѓутоа и да бидеме тој чувар што ќе задржи организацијата да не излезе од првичната рамка за која што е формирана.
Двајцата соработници Владе и Елена нагласија дека ова е една нова иницијатива, една млада иницијатива. Јас не би се сложил, значи веќе иницијативата постои, како што Елена кажа, и функционира со локални канцеларии од 2016 година. Затоа мора да прифатиме дека мора да ги надминеме тие детски болести и сериозно да функционира организацијата. Повеќе не може да ни се прогледуваат низ прсти некои базични грешки, да кажем, основни почетнички грешки. Втора работа, мораме да бидеме реални и да кажеме дека Рико наидуваше во целиот изминат проект во целиот изминат период на низа пречки, односно рефлексија на тоа што на дневно-политичка основа се случуваше помеѓу државите во регионот. Сите тие обструкции се пренесуваја и во самата структура на Рико, така да бевме ние на една генерација, значи еден состав кој што мораше да се обидуваме да ги менеджираме сите тие ситуации внатре кои што ни се рефлектира. Морам да кажам дека немавме проблем внатре во структурата на структурата на организацијата, туку проблемите на некој начин беа натурени и од политичките елити во одредени држави и се рефлектираја на работата на Рико. Се надевам дека во иднина со статутарни измени тоа ќе биде надминато. Како за крај на овој мој воведен дел би сакал да кажам дека Рико не е светата крава, која што сите ние не смееме ништо да кажеме дека не е во ред или не е добро, не е туку и понатаму, еве мене ми истече мандатот. Чекам да не информираат кој ќе ни биде замена во Советодавниот одбор, кој ќе ни биде за мене и за колешката Андреја. Меѓутоа и понатаму будно ќе следиме работата и ќе советуваме, коментираме, критикуваме ако треба, се со цел да се задржи во основната рамка во првична и да се задржи првичната идеја зошто е формирана таа организација. Да, во моментов организацијата има и грантова програма, меѓутоа не смее да се трансформира во грант гивинг организација. Мора да задржи првичната политичка улога и мора да има политички ставови кога се работи за одредени важни прашања важни политички прашања и процеси во регион. Тоа би било сега за почеток што сакам да го кажам, понатаму би продолжил и би се надополнил. Ти благодарам, Методија. Сега продолжуваме со Ирина Јаневска од Арно. Ирина, тебе би те замолила да ја дадеш она перспектива на организација грантист на Рико. Така што како е да се биде Рико грантист? Супер. На почеток да се заблагодарам за поканата на Младински сојуз Крушево и да ги поздравам колегите што работат и што всушност ни даваат можност да бидеме грантисти, што се тоа постои. Убаво слушнавме од нив денес како говорници на оваа панел дискусија за улогата на Рико и големата визија. Се осврнавме и кон минатото и кон иднината. Јас се еден мал исечок од сегашноста, што е тоа што ние како Арно го работиме во моментов со подршка на Рико. Пред неколку дена, пред една седмица, бевме доста актуелни затоа што го затворивме повикот за млади кои што размислуваат за развивање на своји социјални бизнеси. Станува збор за проектот наречен RISE, Regional Incubator for Social Enterprises, регионален инкубатор за социјални предпријатија, кој што е поддржан од Рико, Рајко, еве уште на почеток да кажам дека имаме мали несогласување околу изговорот на Рико и Рајко, па можеби јазичарите ќе ни помогнат. Секој си го изговара нели како го има превземено во зависност од кое влијание го има. Значи работиме на проект кој што е регионален и кој што го користи социјалното претприемништво како алатка за зближување на младите.
финансирана од француската агенција за развој од РИКО, меѓутоа станува збор за еден поголем конзорциум кој што ги вклучува и група СОС од Франција, мрежата на млади од Југоисточна Европа, Француски институт, Француско-германската канцеларија за развој и понатаму 6 инкубатори од земјите од Западен Балкан, кои што секој во рамки на својата земја ја имплементира истата програма. И уште на самиот старт, нели, ние сме на самиот почеток, морам да кажам дека е многу интересно да се работи во оваа регионална димензија, затоа што да, многу лесно се воочува дека сите се соочуваме со слични предизвици, не само од аспект на млади, туку и од аспект на организации, ентитети кои што работат во третиот сектор. Ние нонстоп се прашуваме, например, дали кај вас се отворија школите или не. Колку младите мислите дека ќе имаат шанси да посветат време да се вклучат во ваква онлайн програма, имајќи во предвид дека целиот живот им се одвива онлайн. Интересно е да се види како си позајмуваме решенија, нели, со цел за имплементирање на проектот. Ова е бекенд приказната за тоа како е да се биде дел, да се биде грантист на Рајко. Станува збор, значи, за програмата која што е во тек. Ние сега од 40 апликации во Македонија бираме 6 најдобри, кои што ќе продолжат во 4-месечна инкубацијска фаза. Оно што сакам да им го посочам младите е дефинитивно да се пријавуваат на вакви програми, затоа што, еве, повторно како што кажа методија, не е само финансиската поддршка, туку има многу поголема димензија она што може да го добијат од програмата. Иако заврши првиот турнус, да речеме првата фаза на примање на апликации, водење на овие идни социјални предприемачи, следната година очекуваме повторно да го отвориме повикот, што ќе рече дека ќе има повторна шанса за младите. Тоа е во однос на RISE проектот. Друг интересен проект кој што навистина, еве да речам дека ги промовира креативните капацитети на младите, е проектот Ова е мојот Балкан, гастрономски тури, кул сувенири од градовите. За Арно е координатор на овој проект, кој што се спроведува во партнерство со организација од Сараево, БХ Крафтс, која што рачно изработува најразлични предмети. Идејата е да во соработка со училиштата, и ова е уште една интересна димензија на РИКО, и за сите оние кои што се вклучени во училиштата, апелирам што повеќе да го посетуваат сајтот и да се информираат за сите можности, бидејќи навистина ги има многу. Не станува збор дека само невладините организации треба да го предводат учеството во РИКО, туку може да се вклучат и државните институции, училиштата кои такако имаат директен бенефит. Јас исто во овој момент да кажам дека во некоја мера препознав елементи на Еразмус во ова РИКО размени и соработки и уште еднаш се уверив дека навистина е тоа што ни треба на Балканот. Пред да патуваме во Франција и Германија, можеме да си патуваме и да се запознаеме на регионално ниво и да научиме многу работи едни од други. Значи да не ја романтизираме тие европски вредности, затоа што ние имаме наши балкански вредности на честност, на работливост, на креативност, на голем потенцијал. И ете, РИКО за мене исто така, освен што возможува патувања, запознавања, и навистина една убава алатка да ги зближи луѓето преку возможување на контакт. И само контакт е доволно навистина, бидејќи живееме и работиме во регион кој што навистина во минатото имал големи предизвици. Она што сакав да го кажам за другиот проект кој што во моментот се ревизира и бара начини како да продолжи во новите услови во пандемија. Значи, младите во соработка кои што ги бараме преку Средното угостителско училиште, Средното уметничко училиште од Скопје и од Сараево, во рамки на овој проект треба преку храната да ја истражат својата култура. И ние знаеме дека храната е навистина еден отворен систем и дека постои навистина една интересна тема која што вика дека гастрономијата е всушност дел од дипломатијата. И па токму преку истражувањето на храната ние сакаме да ги зближиме младите, не само во копање по минатото и колку нашите луѓе, нашите баби и дедовци правеле ајвар, туку и во модерната култура, колку ние денес јадеме, например, фастфуд, дали после диско се оди во пекара и во Сараево и во Скопје, дали не знам дома готват исклучиво жените, колку младите си ги спремаат оброците. Значи сакаме преку користење на храната како алатка да ги зближиме културите, да ги натераме младите, да ги инспирираме младите да зборуваат искрено за она
кои се, како се перцепираат и како ја перцепираат не само својата, туку и културата на оние кои што ги сметат за различни од нив. И од друга страна, сакам исто да продуцираме интересни сувенири од градовите, кои што не се оние класични сувенири на споменици, на некои рефлексии кои што ни се и такако присутни во секојдневието, туку она што е блиско до нив. Дали е некој графит, дали е можеби нешто што е символ за младинската поп култура, нешто што ќе произлезе од нив. Еве чисто да споделам дека предвидено е во рамки на работилниците да цртаме патики со символот од градот. Како што Adidas има патики за Копенхаген, Њу Йорк, Рига, Берлин, сакаме ние да направиме наша едиција со помош од директно вклучување на младите, без да им наметнуваме ништо, да видиме како би изгледале едни патики кои што би носеле обележја од Сараево од Скопје. Тоа е во однос на она што се случува во сегашноста. Навистина сме ние збунети и справени пред предизвик како најдобро да го оствариме она што го имаме пишано во рамки на проектите како цел, а да функционираме во онлайн светот. Не е лесно, меѓутоа доброто во ова е што сите сме во иста каша и што сите размислуваме за заедничка солуција. Значи, апел до младите би било да размислуваат креативно, без разлика дали преку своите училишта или преку некоја граѓанска организација, да аплицираат на овие проекти, затоа што не само што ќе добијат одредени знаења и вештини, туку ќе имаат шанса да си ги прошират, to stretch their minds, за тоа што се случува на Балканот и да видат ако нешто функционира добро во соседството, зошто да не би функционирало кај нас. Во случајот на социјалното предприемништво тоа е многу опипливо. Значи, ако некој види успешен социјален бизнис од соседна држава, слободно може да се обиде да имплементира идејата и во локален контекст, затоа што, како што кажа и говорниците, земите навистина доаѓаат од слично милје, имаме слични социоекономски услови и предизвици и многу е веројатно да бизнис планот им биде пофункционален доколку е преземен од соседна држава, а не од некаде таму подалеку. Јас накратко, Анелија, понатаму се надам ќе имаме шанси за прашања и одговори ако ги интересира младите како да се вклучат, да им посочам повеќе информации. Она што можам да кажам уште еднаш, да апелирам да се следат комуникацијските канали на Рајко, на Арно. Ние секогаш гледаме како и Младински сојуз да покриеме се она што е актуелно за млади, да го доставиме до младите, бидејќи ние како едно од последните алки во Синџирот, наша уврска е што подиректно да работиме со младите на терен и нели понатаму преку представниците во овие младински тела да кажеме што е релевантно за младите, што им треба, што функционира и што не функционира. Супер, Ирина, фала ти. Сега ќе се префрлиме на вториот блок на прашања. Јас само би дала една кратка увертира пред Владе да ти го поставам прашањето. Низ годиниве, во последниве 3 години, како работиме со различни групи на млади луѓе, особено млади луѓе на национално ниво, но и на млади луѓе во регионот. Многу често ако ги прашуваме дали знаат што е РИКО или која е идејата, која е каузата на регионалната канцеларија за младинска соработка. За жал, голем дел од младите не се запознаени за РИКО. Генерацијата Z не се интересира толку многу за регионални проекти, за регионални канцеларии, сака повеќе акции. За тоа би сакала да те прашам, кои се можностите за младите луѓе при вклучувањето преку РИКО, и бидејќи ти си младински представник, односно оној што треба да ги застапува младите луѓе во управниот одбор, да ги застапува предизвиците и да речем проблемите или потребите на младите луѓе на национално ниво или на младите од Македонија, како можат младите луѓе да стигнат до тебе? Затоа што за да го приближиме РИКО, мора да се приближи самата идеја и луѓето да станат многу по народски до младите луѓе. Затоа што ако збориме само за РИКО канцеларија, локална канцеларија или РИКО секретаријат во Тирана, тоа е многу далечно за младите луѓе со кои што ние јарно најчесто работиме. Така што која е вашата стратегија и кои се можностите за младите луѓе во РИКО? Добро, да, супер прашање. Го знаеме предизвикот и од тој аспект велиме
дека е нова организација, затоа што ние до младите треба да дојдеме со можности за да тие го гледаат Рајко како свој пријател. И тука е големиот предизвик што ние како управен одбор го имаме, бидејќи пред се често пати имаме одложувања на управни одбори, имаме одложувања на многу настани, сега и со ковид кризата особено. Да, како што кажа и Методија претходно, многу проблеми се рефлектираат на младите, политички проблеми се рефлектираат тука, а доколку ние младите ги замараме со проблемите, ќе зголеми едната фрустрација што и така е голема кон институциите, и затоа јас како младински представник не сакам да настапувам од делот кој ние како проблемите што се соочуваме, но сакаме да понудиме решенија, да ги понудиме и во институциите, и затоа мора, како и да ние мора да соработуваме со институциите, бидејќи на крајот главната одлука е нивна, а ние преку целиот процес се да лобираме на многу теми што може да е подобра ситуацијата за младите. Инаку, ако зборуваме и за Еразмус кај многу млади работам многу и со Еразмус, знам дека исто многу млади немаат учествувано нити во Еразмус. Што направивме ние, да зборувам за решенија, не за проблеми повторно. Пред се стратегијата на Рајко е донесена со представници од младински организации. Огромен број на младински представници, на младински организации беа вклучени во идеи. Имаше конференција баш тука во Македонија, каде што младинските представници даваа своји идеи, се направи анализа на терен, претходно се даваа идеи, подосна повторно се даде на разгледување со коментари. Пак морам да кажем дека многу работи, дури лично, не беа вклучени, затоа што пред се има многу теми за работа, а можностите и фондовите се на крајот ограничени. И многу ми е драго, особено тука што имаме Ирена, бидејќи јас директно се залагам да влезе и вработувањето како тема, да не зборуваме само за проблеми, што се случувало понатаму, него да зборуваме за иднината. А иднината е пред се најголемиот предизвик, тука едно од најголемите предизвици е вработувањето. Ние, значи, имаме состаноци баш пред некое време имавме состаноци со младински организации, патувавме низ Македонија, се консултиравме, но морам да кажам од друга страна дека предизвикот е на младинските организации да учествуваат во консултативни состаноци. Бидејќи кога имаме повик за проекти, имаме огромно ниво на вклучени организации и представници да аплицираат. Кога имаме повик за консултации, нивото е помало. Баш сега се најавува после долго време состанок, и идејата е да ги консултираме организациите, бидејќи на нас организациите ни се пристапот до младите. Тие се луѓето кои што секојдневно работат и ги знаат проблемите. И една одлична идеја дојде од баш представници на организации да имаме онлайн прашалник каде што ќе се даваат дополнителни идеи за работата на РИКО, за конкретни проекти. Дополнително на сите повици, јас како младински представник се обидувам да се вклучам и да кажем која е идејата и да пред се да ја понудам мојата отвореност за сугестии, за идеи, за како може да се подобри работата. Многу е битно пред се училиштата, организациите да дадат своји идеи како е да се работи со проекти, бидејќи ние секој проект учиме како да се подобри. Имавме неколку консултации со секретаријатот каде што дававме конкретни идеи како да се подобрат апликациите, и за тоа се отвори во некои повици се отвора и посебен грант за мали организации, но секогаш е тоа прашање на дебата и на капацитет на организацијата колку може
да работи и мали проекти, и поголеми проекти, и нови програми. Ние се надеваме дека со новите програми, како што е оваа за социјално предприемништво, како што е програмата за волонтерство, што е исто така голема можност да се волонтира во сите земји на Западен Балкан, ќе се зголемат можностите на младите да учествуваат. Пред се младинскиот представник исто така, значи пак уште еднаш ќе кажам до сите млади дека сум тука за консултации. Нашиот контакт го има и на веб страната на Рајко, и сите кои што имаат идеи, прашања за можности, можат директно да ме консултираат. Значи, младинскиот представник пред се ние имаме независна улога и на крај сами одлучуваме значи ги представуваме младите, и тука мислам дека е голема можност. Ние сега во новиот повик за советодавно тело исто така сакаме да вметнеме млади представници. Значи да дадеме еден допринос и во тој дел. Значи директно млади, барем еден член во советодавниот одбор да биде млад човек кој што директно ќе зборува во име на младите. Мислам дека добро. Фала ти, Владе. И сега од иднината би рекла јас би се префрлила малку на сегашноста, или Елена би те прашала кои се можностите за младите од Македонија преку локалната канцеларија. И може би малку да се осврнеш, не мора со конкретни бројки, меѓутоа колку млади се покриени со локалната канцеларија на РИКО, колку младенски организации или организации за млади добиле проекти. Анелија, Мола? Јас би сакал нешто да му одговорам на Владе пред да одиме на второто прашање. Дигнав рака, меѓутоа најверојатно не ме забележи. Добро, може. Ако ми дозволуваш, ако не... Ајде ти дозволувам, нема проблем. Елена, ќе се вратам после тоа на прашањето. Значи, морам да му забележам на Владе. Ајде. Дека повторно фокусот се дава само на грант гивингот. Односно на грантовата програма на РИКот, од кој што ја имплементира Рајко. Да се вратиме на, би сакал моја забелешка и моја сугестија спрема него да биде, еве пред сите тука да ја кажам, да се вратат на основите на организацијата зашто е формирана. Еве како една идеја од мене, што може Владе понатаму да ја пренеси до Governing Board, е да разговараат со сите министерства за образование во регионот, во сите 6 држави, колку се компатибилни наставните програми, и да отворат можност за размена на средношколци кои што би поминале по едно тромесечие или едно полугодие во некоја друга држава, и тој престој во друга држава би бил покриен директно од програмата на Рајко. Тоа е едно. И второ, за во советодавниот одбор, морам да забележам дека во советодавниот одбор од 17 члена нема нити еден под 30 години. Така да колку би било ефективно кога некој на 18, 19, 22 години би отишел тамо со искусни луѓе и представници на сериозни организации од типот на Конрад Аденауер фондација, Фридрих Еберт фондација во регионот, на UNFPA или има и на други UN агенции, директорот на German French Youth Offices и така натаму. Не знам колку би било ефективно доколку некој млад со скромно искуство би бил таму и не знам како би бил придонесот. Сепак да не заменат мене и Андреа некои луѓе што се искусни, меѓутоа што се присутни во секторот и се уште активни во секторот. Тоа би било моја сугестија само, не значи дека јас сум во право. Ти благодарам и се извинувам што ти го пореметив редот на дискусијата. Добро, затоа што тргна најтака... И јас сакам да реметам. Ирина сака нешто да кажа.
Ајде, мене битно е да имаме продуктивна дискусија. Ирина, кажи ти па Владе, ти ќе одговориш или Елена, извини. Ако имаш и ти нешто да кажеш на темата, после ќе се осврнеме на моето прашање. Ајде, Ирина. Јас само, еве, како ехо на Методија тоа што го кажа, да, супер е да се размислува во однос на училиштата стратешки, затоа што ние работејќи со училиштата сваќаме дека има голем потенцијал. Она што сакам да го сугерирам до Влада како младински представник, да може да се отвори повеќе за неформални групи, затоа што имаме така многу убаво може да се донесе повеќе на терен. Имаме скейтери од Скопје и од Белград што можат да прават чуда заедно, меѓутоа поради административни процедури и анксиозност од целиот бирократски процес кој што следи, за кој што мораме да кажеме дека е навистина тежок за организациите, особено за организации што имаат помал капацитет. Убаво би било да се размислува и како да се олесни тој административен мод. И ако може што повеќе да се доближи, затоа што еве па јас знам дека во Пробештип сега имаме неформална група од нашата земја која што е прв пат доби Еразмус грант и супер го спроведува. Се има мали дилеми околу тоа како ќе се добијат средствата, меѓутоа супер е, се гради доверба директно со младите без да се избегне целиот овој административен товар кој што го имаме како организација. Толку од мене, извинjaј. Ништо, ајде, Владе, можеш да продолжиш, Елена, ја многу се извинувам затоа што Владе сака да одговори. Ова со Методија е вечна дебата, ние често разговараме и повторно ќе разговараме, мислам, за тоа ги вклучуваме сите организации, мрежи на организации, знаеме Методија дека во целиот процес на одлучување на припрема на повикот за советодавен одбор, кој за жал беше прекина заради изборите во Македонија, а подоци по целата криза немаше можност да се среќаваме. Мислам дека разбирам дека пред се треба да биде искуството. И јас сум за тоа. Значи најбитно е искуството и можноста да се допринесе, значи особено советодавниот одбор да допринесе во квалитетот на функционирањето на регионалната канцеларија. Но ќе ја дадам за пример претходниот член Андрија, кој што е млада и е председател на advisory board на ниво на Европа. Значи и е млада и го има искуството. Значи имаме доста млади кои што го имаат искуството и може да им се спротивстават со идеи, и знам доста примери каде што млади многу допринели и ја имам таквата поддршка, морам да кажем со идеи. Затоа мислам дека е убаво да им се даде можност, но пред се да зборуваме за искуство. Другиот дел што е многу битен, политичкиот дел, искрено јас кога влегов во регионалната канцеларија и во целиот процес, ја го пратев подолго време, се мислев дека Рајко ќе се занимава со како директно да допринесе преку проекти, преку активности до младите. Значи, младите ќе имаат корист од... Но меѓутоа, во последните неколку години ние се соочуваме со страшни политички проблеми, односно се што се случува во регионот се рефлектира и во регионалната канцеларија. Многу влади го користат Рајко како алатка за сите други политички проблеми. И ние баш сега за неколку дена ќе излеземе со став околу сите политички проблеми кои што ги засегаат младите. Меѓутоа ние не сме носители на одлуки. Ние може постојано да зборуваме преку представници, меѓутоа ние немаме сила да ги менуваме политички работите. Ние може да влијаеме преку активностите на терен и затоа организациите, училиштата се нашата алатка на терен. И затоа се сложувам и особено другиот дел за неформални групи, се сложувам. Баш иницијативата ми е лично позната во Пробештип под неформална група и мислам дека тоа е одлично, меѓутоа за тоа бара капацитет на терен и бара луѓе кои што треба да се зголемат понатаму. Тука може Елена дополнително да објасни. Јасно ми е, ние пак ќе се навратам на политичкиот дел, најбитно е Рајко да пренесува добри пораки, да ги пренесува проблемите, меѓутоа колку носителите на одлуки ќе слушаат, тоа на крај
не зависи од нас. Колку и ние што и да направиме и да организираме и конференции и настани, ние едноставно немаме моќ да тие не послушаат. Единствено што може да направиме е притисок преку директна штета на Рајко, односно да го блокираме процесот, што мислам дека на крајот не е добар начин. Затоа исто така барам поддршка и од сите спроведувачи на терен да ги пренесуваат сите конкретни проблеми во одредена тема. Добро. Фала ти, Владко. Сега конечно, Елена, на прашањето што ми стои од преска, односно, кои се можностите кои ги нуди локалната канцеларија на РИКО во Скопје, колку млади луѓе се опфатени, дали имате некој приближен број, не мора точен број, колку младенски организации и еден сумарен резултат од сите овие проекти и активности што се спроведени на национално ниво во Македонија. Повели. Со оглед на тоа што сакаме РИКО да го доближиме до младите, би ви кажала детални информации, значи околу спроведени активности кои што да се во тек и активности во кои што младите луѓе од Република Северна Македонија ќе може да се вклучуваат во активности. Моментално, значи, во тек сме за спроведување, тоест имаме објавено 4-ти повик за поднесување на предлог проекти на граѓански организации во износ од 15 до 30.000 евра. Сега, целата идеја би сакала да не поменам како произлезе од тој проект. Значи, ние организиравме консултативни средби во РИКО во рамките на европскиот проект поддржан од Европската комисија во 12 градови на Западен Балкан. Тоа е вкупно, значи, по 2 града од еден регион, во кој што беа вклучени, значи, 30 под 300 млади. Значи, реално си имавме околу 80 до 100 млади од регион, затоа што ни беше многу важно да го слушнеме нивниот став, нивниот глас, нивното мислење. Значи, битно ние колку младите се заинтересирани да учествуваат во младински размени, со кои проблеми се соочуваат младите, дали младите воопшто се консултирани за процесот на донесување одлуки, како на локално, така регионално, така и меѓународно ниво. Значи, ние организиравме дополнително, како што спомни колегата Владимир, анкетни прашалници со 1000 млади. Значи, консултиравме 2000 млади околу, пред да го објавиме 4-тиот отворен повик, затоа што многу ни беше битно 4-тиот отворен повик да биде отворен и лансиран согласно според потребите и проблемите со кои што воедно се соочуваат младите. Би сакала исто тука да пуштам апел до сите граѓански здруженија, значи 4-тиот отворен повик ни е официјално отворен до 12 октомври. За сите подетални информации околу повикот, структурата, апликацијата, буџетот може слободно да не контактираат, затоа што имаме уште 7 дена до поднесување на крајниот рок. Она што би сакала да напоменам во поглед на тренери за Your методологија и едукација, исто така би сакала да ги повикам тука младите и би сакала да посочам дека во рамките на РИКО и UNFPA канцелариите организираме зајакнување на капацитети на млади преку врсничка едукација, каде што избиравме по 3 до 4 млади од регион, значи вкупната обука ја следат 20 млади, кои што одеат првиот ден онлайн на 3-дневен тренинг, вториот дел беше на хибриден модел, каде што младите имаа можности детално да се запознаваат со моделите на врсничка едукација, да поминат низ сите теми, да ги зајакнат своите капацитети, практично да имплементираат работилници за време на работилницата и понатака улогата е после тие 2 тренинзи секој од младите во својот регион да се имплементира обуки со млади. Значи во текот на следната недела ќе објавиме повик до млади од територијата на цел Западен Балкан, вклучувајќи Република Северна Македонија, каде што дополнително ќе обучиме плюс 40 млади од нашиот регион за зајакнување на нивните капацитети за врсничка едукација, каде што младите дополнително по завршување на таа обука ќе имаат можност практично да имплементираат акции. Значи тоа ни е многу важно и затоа ги охрабрувам младите активно да ги следат нашите веб страни, Facebook страна и Instagram профили, каде што ќе имаат можност подетално да се
информираат и да се вклучат во самите активности, затоа што ни е многу важно нивното учество. Понатака, во поглед на третиот отворен повик, би сакала да напоменам дека е специјално насочен кон средните училишта и многу ни е битно. Од Република Македонија, вкупно со третиот отворен повик имаме 3 грантисти кои што спроведуваат многу интересни и многу креативни идеи и во моментов се на фаза на трансферирање на нивните активности од офлайн во онлайн поради ситуацијата со кризата со COVID-19. Во поглед на вториот отворен повик би сакала да напоменам дека е нешто што се случува во тек и е повик кој што завршува на 31 ноември, официјално 2020 година. Во поглед на вториот отворен повик би сакала да напоменам дека беа вкупно поднесени 700 апликации. Имаме одобрено вкупно 78 проекти на територијата на Западен Балкан. Во Република Македонија се имплементираат вкупно 7 и на ниво на цел Западен Балкан се отстварени 2200 партнерства. Тука би сакала да напоменам дека станува збор за микс на грантисти од средни училишта и граѓански здруженија кои што, како што посечи предходно и нашиот грантист Ирина, имплементација на многу креативни активности кои што се за зајакнување на капацитетите на младите. Исто поради COVID ситуацијата тие се имплементираат онлайн. Би сакала тука да споменам во поглед на програмата Мираи, значи 2 години поред традиционално, Рајко канцеларијата во соработка со Министерство за надворешни работи Јапонија, заедно и во соработка со Јапонската амбасада поддршка, организиравме до сега 2 пати младенски размени на млади кои што имаа можност да ја посетат директно Токио и Јапонија, каде што младите детално имаа можност да се соочат и да ја запознаат јапонската култура. Има соработка со здруженија на граѓани, во посета на приватни компании, на посета на факултети, да живеат во јапонско семејство за целосно да се доближат до јапонската култура и при тоа сето тоа искуство што го имаат стекнато во таа 9-дневна студиска посета да си го имплементираат и да го пренесат на останатите млади во Република Северна Македонија преку гостување во медиуми, преку одржување на други состаноци со здруженијата на граѓани во училиштата на универзитетите. Така би сакала да ги охрабрам младите кога имаат можност да ги следат нашите активности, затоа што нудиме многу можности во кои што истите може да бидат вклучени и да ја посетуваат не само територијата на Западен Балкан, туку и многу подалеку. Во текот е исто така спроведување на РИКО иницијативата во соработка со регионалната антикорупцијска иницијатива, значи исто проект поддржан од Европската унија, каде што целта ни е младите да се младите од Западен Балкан, по еден представник кој што се бира, да ја следат корупцијата во јавниот и приватниот сектор и заеднички да се борат во борбата против корупцијата. Сега беа спроведени прашалници, 100 прашалници на територијата само во Босна и Херцеговина, а исто ќе се спроведува и тука и во моментов се вклучени најактивните 6 млади од територијата на Западен Балкан, каде што ќе си снимаат креативни онлайн интересни видеа за ситуацијата во корупцијата на многу едукативен начин, затоа што ќе добијат исто така и насоки и помош од експерти и понатака тие видеа ќе бидат промовирани и режирани од специјален наш експерт кој што ќе биде избран за оваа цел, каде што младите на многу креативен начин ќе кажат како тие се борат со корупцијата. Исто нешто што се случува моментално и во тек е самитот што треба да ни се одржи во Берлин. Тука би сакала да напоменам дека се бирани преку повик по 2 млади од регион, значи вкупно од 6 региони по 12 млади, кои што заедно имаат можност да работат на стратегијата на млади за Западен Балкан и директно ќе имаат можност да одат во Берлин, каде што ќе разговараат со амбасадори, со представници од министерства, каде што гласот на младите во полето на миграцијата ќе биде случен. Со кои проблеми се соочуваат младите од државата и на кој начин тие проблеми да можат директно да ги пренесат до одговорните и советодавните тела. Во моментов се случуваше и Сараево филмски фестивал, меѓутоа поради COVID ситуацијата и тој настан беше трансфериран во онлайн формат.
Она што би сакала да напоменам дека организиравме исто така обуки за дигитална писменост, каде што сакавме да ги зајакнеме капацитетите на училиштата како да се изборат со овој ситуацијата на COVID-19 и значи да ги зајакнат своите капацитети во дигиталната писменост и сите своји активности да ги пренесат онлайн и ги обучивме во поглед на како да се користат дигитални алатки како што се Zoom, Menti, Padlet, Google Documents. Значи на многу креативен начин да ги имплементираат своите активности претежно со младите и да го задржат нивното внимание. Исто така би сакала да посочам и проект кој што се имплементира официјално од октомври до декември, значи проектот на застапување, каде што би сакала да ги охрабрам сите млади да не следат и активно да се вклучуваат, затоа што планираме повторно да организираме 12 консултативни средби и фокус групи со млади, по 2 во еден регион, и да работиме дополнително на онлайн прашалници на теми на РИКО, значи градење мир, помирување, младинско учество, проблеми со кои што се соочуваат младите, кои што понатака ќе бидат преточени во организирање на програми со студенти кои што ќе се стекнат со практично искуство и практично ќе работат во имплементација на онлайн платформи и подготовка на промоција на настани. Така да активно ги охрабрувам сите млади затоа што РИКО како регионална канцеларија нуди многу можности за зајакнување на капацитетите на младите, да ги направи покомпетентни на пазарот на труд. За сите активности по детални информации ги охрабрувам слободно да ме контактираат и да ги следат нашите социјални мрежи, затоа што таму младите се најактивни. За сите подетални информации ви стојам на располагање. Ви благодарам. Фала ти, Елена, за долгото објаснување и се надевам дека нештата станаа појасни за оние кои што не следат. Ирина, сега би преминала на тебе и јас знам дека вие како Арно исто како и нас од Младенски сојуз работите со диверзитетна таргет група, работите со млади луѓе, но се стремите да вклучите оние млади луѓе што немаат баш можности, што не се привилегирана група на млади луѓе. Јас знам, поправиме ако грешам, но сметам дека младите луѓе се вклучуваат во проектите заради темата на проектите, а не од кого се поддржани. Па сега да те прашам од кога ќе ги вклучите младите луѓе во овие проекти, кој е нивниот став, која е нивната перспектива за регионалната соработка, вредносно. Не ме интересира проектно, туку повеќе ме интересира вредносно. Дали со самото вклучување се кршат тие стереотипи, дали има негативен став кон регионот и регионалната соработка? Убаво прашање, Нелија. Ќе се трудам да бидам што е можно поискрена, затоа што сметам дека само кога сме искрени одиме напред. Тешко е да се вклучуваат младите, особено ние што ни се out of reach или што живеат на маргините. Секогаш кога им пристапуваме, гледаме да пристапиме токму преку тој peer метод што го спомна Елена, да најдеме представник кој што е некако вклучен во наши програми, кој што понатаму ќе им се обрати и ќе стигне до нив. На прва топка никогаш не го нагласуваме агресивно целта на проектот, тоа е нашиот пристап. Значи, сакаме да создадеме еден безбеден простор каде што младите ќе се сретнат. И после тоа ние го фасилитираме тоа искуство, со тоа што гледаме да работиме на принципот да се согласиме дека не мора да се согласиме за се. Значи, не сакаме да доаѓаат решенијата од нас, наметнати, туку повеќе се гледаме во улога на модератор и гледаме да ги користиме сите алатки што ни ги нуди тој врснички контакт. Гледаме кај се точките кај што се спојуваат. Ако доаѓаат млади кои што навистина гледаме дека се на дистанца и се гледаат малку под око, гледаме да најдеме нешто што им е заедничко, што ќе ги зближи. Дали е тоа спорт, сега ние немаме баш искуство во спорт, дали ќе се работи во различни тимови, ќе бараат treasure hunt некакво богатство, дали е тоа учење на TikTok како да се прават видеа на дадена тема, работа во групи. Значи, гледаме да користиме нешто што им е на нив блиско и што ќе ги донесе заедно во еден таков safe space каде што они ќе имаат прв контакт. И сега, како организација, ние не сме толку големи и моќни за да ги следиме понатаму, нас не е битен овој прв контакт.
И да се вратам конкретно на прашањето кој искуството што го носиме, не секогаш имаме најуспешни, дека сите деца што се отишле на размена или што биле дел од проектот остануваат вклучени или остануваат отворени. Доволно ни е нас да знаеме дека сме се потрудиле и дека сме дизајнирале нешто што е релевантно за нив, што имаме учество, меѓутоа понатака навистина тука е еден апел до граѓанскиот сектор да ние самите седнеме и едноставно се договориме, изградиме синергија помеѓу тоа што го правиме ние меѓу нас. Ако ние го имаме првиот контакт, убаво е да постои програма која што понатаму ќе ги одржи овие млади. Затоа што проблемот од проектите што имаат почеток и крај и ние нашето следење на учесниците завршува до таму. Можеме да мериме резултати, можеме да мериме колку научиле нешто ново, колку смениле перцепција за тој временски период. Понатаму тие се градат како личности, стануваат возрастни, формираат и своји семејства, меѓутоа ефектот од она што ние сме го имале го гледаме на краток рок. Така да убаво е оведен апел посочување на прст не кон донаторите, може би делом не кон донаторите, затоа што за овие на работи ни требаат институционални, не само проектни поддршки. Апелот до сите колеги од граѓанскиот сектор да изградиме синергија и да видиме кој со кој работи и како можеме да соработуваме помеѓу нас за побаво да видиме да имаме инсайт од она што се случува на терен. Работењето со млади кои што имаат помалку можности е искрено потешко, меѓутоа па од друга страна многу поопипливи резултати. Например, во средното гостителско училиште имаме млади кои што навистина доаѓаат од рурални средини, млади кои што доаѓаат од различни етникуми, кои што гледаме дека навистина се борат да бидат во текст со модерните случувања. Имаме млади кои што доаѓаат од навистина социјални групи кои што немаат економски можности. Сега имаме деца што немаат компјутери дома за да следат не само онлайн настава, туку и нашиве сите адаптирани воркшопи и семинари. И интересното е што кај овие млади па многу пообочлива е промената. Значи, навистина се гледа дека од кога ќе се овозможи нешто. Еве, ние имавме млад човек пред 3 години што отиде во Хрватска на размена и таму имаше млади од Литванија и се збореше англиски, не знаеше англиски, меѓутоа после завршувањето изрази желба да учи англиски јазик. И сега тоа е навистина голем успех затоа што не дошла наметната од општеството или од работодавец кој што пишува мора да знаеш англиски, туку од потребата да се комуницира со други млади. Дојде изворно од самиот тој човек и ние бевме пресрекни. И вакви сведоштва имаме многу, меѓутоа да, искрено тешко е да се работи со млади кои што имаат помалку можности, треба синергија помеѓу сите ние што работиме со вакви групи и не само млади, имаме и други луѓе кои што живеат на маргините во нашето општество, не само во нашата земја, туку и во регионот, да споделиме искуства од она што се случува на терен и како можеме и преку најдобри практики да работиме и заедно да градиме подобар свет. Супер, Ирина. Методија имаше дури кренато рака, знам дека е веројатно за да се надоврзеш на претходните говорници, но покрај надоврзувањето би сакала да те прашам и за твој став како да го приближиме Рико поблиску до младите луѓе, односно твој совет како дел од советодавниот одбор. Видете вака, значи како јас го доживувам Рико и како ја знам првичната идеја како беше замислено и сето тоа. Меѓутоа и ќе пренесам како ќе представам мојата слика како младите го доживуваат, мојот впечаток како младите го доживуваат Рико. Значи, Рико е една интервладина иницијатива, што е наместена, сетирана така да функционира од горе према доле. Односно, се носат одлуките на интервладино ниво помеѓу владините представници и младинските представници и треба после да се спуштат према младите надоле да се имплементираат на терен од страна на младите луѓе. Секогаш, нели, кога имаме премногу етатизам во процесите, кога имаме преголема вклученост на државата во тие процеси, имаме опасност
да премногу тие станат елитистички процеси, односно да бидат достапни до одредена мала група на млади луѓе кои што можат да ги сватат и можат да се приклучат кон тоа. И тука би се надоврзал на она што Ирина го кажа претходно, дека треба да се обидеме да ги доближиме сите алатки кои што ги нуди РИКО, не само грант гивингот, туку и РИКО да се јави како директен имплементатор на одредени или партнер на организациите во имплементација на активности, не само да донира грантови, односно да прави регрантирање, затоа што и РАИКО користи грантови од Европска комисија, од одредени UN агенции, туку да се јави и како партнер со што ќе ги наметне своите програмски цели и определби во имплементација на активности. И така да допреме и до оние млади луѓе кои што се надвор од образовниот процес, кои што се невработени, кои што седат пред кладилница и условно кажано знаат се, само им требаат многу пари. Како да допреме до тие луѓе и да ги вклучиме во процесите, во сите општествени процеси, не само во процесите на одлучување, односно да им ги покажеме тие работи што не ги знаат и на кој начин можат да стигнат до тие, да стигнеме до сите тие сиромашни, маргинализирани и ранливи групи на млади луѓе кои што живеат во рурални средини или па се зависници од дрога или се зависници од игри на среќа во последно време, што ги имаме многу околу нас. Значи, РИКО треба да развие и таква стратегија, таков пристап каде што би развивале директно со младинските организации во партнерство проекти каде што РИКО би учествувал и финансиски во тие развиени иницијативи. Јас слушав внимателно соработничката Елена и еве 2 години се трудам и никако не можам да ја разберам поврзаноста на регионот на југоисточна Европа со Јапонија, какви ние сличности имаме со Јапонија и што би можеле да младите луѓе да превземат од Јапонија. Не знам, еве и Владимир и Елена би ги замолил тоа отворено прашање што ми стои веќе 2 години, можеби би можеле да ми го образложат и да ми го представат по некако како што би можел да го сватам во концептот на регионалното помирување. Значи, таму не среќаваме две страни кои што биле некогаш во било каков конфликт, среќаваме на одлична, развиена, уредена држава, која што нема меѓуетнички проблеми или било што и на кој начин тоа тие ги решава. Не знам кои се добрите практики што ние ги превземаме од Јапонија. Ете, тоа би го поставил како прашање до Владимир и до Елена. Може би ќе ми помогнат да го разберам тој цел процес. Владе, Елена, сака некој да одговори на ова прашање? Значи, генерално, како што посочи Методија, идејата беше младите да ги заекнат своите капацитети и да излезат од структурата само на Западен Балкан. Значи, младите од Западен Балкан преку размената кој што ни беше, значи, Мирај програма Мост кон иднината, 15 луѓе од цел Западен Балкан учествува на 9-месечна програма за размена на млади. Сега, за време на деновите од престојот, учесниците го посетија Министерството за надворешни работи, Јапонска агенција за меѓународна соработка во Токио, каде што учествуваа на различни теми од теми на Западен Балкан. Значи, со кои проблеми младите се соочуваат во Западен Балкан и споделување на нивното искуство за културите за развојот. И учествуваа на теми на Западен Балкан и за културите за развојот и понатаму заедно со меѓународните студенти од Универзитетот на Софија се усврнаа на
предусловот за социјална одржливост, вграден на концептот за целосен одржан развој и важност на мултикултурно живење и одржување на мир. Тоа што би сакала да напоменам беше учесниците што е можно повеќе да ги споделат нивните искуства со кои што тие се соочуваат на Западен Балкан, воедно да стекнат комплетно ново искуство кое што понатака ќе си го пренесат на останатите жители. Плюс тука би сакала да напоменам дека идејата е младите да излезат од територијата на Западен Балкан, воедно и да си стекнат ново искуство кое што понатака истото би го пренеле на своите другарчиња, кое што е навистина многу важно, затоа што ситуацијата како што е во Република Северна Македонија, исто и на Западен Балкан, ретко кој има можност да излезе од територијата на Западен Балкан и да доживее 9 дена стекнување на такво безпрекорно искуство кое што навистина многу значи, затоа што после враќање од Јапонија сите излегоа по медиуми, сите спроведоа посвети, сите се сетија многу важно и многу битно за нивното искуство кое што навистина беше многу релевантно и по таа причина во иднина понатака би продолжиле да го организираме истото. Владимир? Добро, јас знам тема уште долго ја дискутираме и затоа ми беше смешно зашто се навраќаме често на кај тоа е само една акција, што мислам искрено јас не сум вклучен во оперативните работи, мислам дека не одзема многу време и како можност е убава. Јас лично не би отврдил за младите во регионот и сепак тие се сретнуваат таму. Друго е прашањето на Методија, тоа е темата е поврзаноста, на финансирањето на активностите и тука би се сложил, значи Рајко треба што повеќе да ги делегира активностите на организации, на други засегнати страни со цел да возможи повеќе време за активности што се од самиот фокус, а тоа е интеркултурна комуникација и помирување во регионот. И тука се сложувам дека сите такви помали активности треба да се делегираат и има многу такви работи што се дискутираат, а тоа е поврзано и со менаџирањето внатре, односно во статутот на РАКО. Ние сега увидовме дека има многу предизвици во самиот статут, што е основата на функционирањето на една организација и тука подолго време се предлагаат работи, меѓутоа треба да знаеме дека собственици на Рајко на крајот се, да речем собственици под наводници, тие измени треба да ги гласат сите собранија во сите 6 држави. Ние многу работи увидовме дека треба да се променат во самиот статут, да се овозможи многу работи, па информални групи, па тука имаше и дискусија за универзитетите да се вклучат. Имаше и дискусија за контрибуција. Јас лично сметам дека мали организации не треба да имаат своја контрибуција, иако е 5%, мислам дека тоа не е потребно да го има, само како пречка, меѓутоа исто така Рајко треба да има мал фонд, сите локални канцеларии треба да имаат фонд за интервентни активности, како што е оваа ситуација, каде што ќе возможи дебати, консултации и така натаму. Значи, се е тоа прашање, значи, теми што мора да се отворат во сите собранија. За жал немаме можност уште да имаме таква најава од неколку држави, каде што е многу проблематично да се отвори, да се стави на агенда и тоа ќе потрае. И за жал, значи морам пак да кажам дека многу работи и се донесуваат, значи консензусот значи приваќање на други перспективи, но и работата со институции значи на многу начини многу поспор пристап. Јас особено ме фрустрира ако зборуваме како младински представник и често ги искажувам тие работи. Ние имаше ситуации каде што управниот одбор беше блокиран со месеци. Имавме случаи каде што ние како младински представници беше директно загрозена нашата независност, затоа што колешката од Србија беше едноставно избркана од младински представник затоа што одлучи да функционира
значи да делува независно. Значи има многу предизвици каде што треба да се зајакнат тие работи. На некои работи работиме, меѓутоа за жал и оваа состава многу ги успори. Фала ти, Влада. Веќе саат и 20 минути како дискутираме и мене ми е многу драго што се уште има заинтересирани не следат преку онлайн стримот на Facebook. Јас би кажала, би сакала сега да ја завршим, односно да дадеме некој заклучок на самата дискусија. Може би тргнала од самото мото на Рико, A better region starts with you/youth, или подобар регион започнува со тебе. Па би сакала сите за крај да ве замолам да дадете својата препорака и својата порака до младите како да се стремат за подобар регион. Ирина, обратно би почнала сега, би започнала со тебе. Може, јас ќе морам да се извинам затоа што имам сесија за младинска работа со проектот RISE на која што треба да учествувам. Вклучувањето, да, топ-даун е замислена веројатно да функционира целата работа, меѓутоа што повеќе да се слушаат луѓето кои што доаѓаат директно од терен и што повеќе да се ослободи администрацијата и бирократијата во сите овие процеси. Затоа што верувајте, еве на Влада да му реплицирам за консултативните процеси, тешко е да учествуваме затоа што работиме на терен. Не знаеме ние што попрво да фатиме, дали да работиме со младите или да ги представуваме. Така да во таа насока што повеќе директно вклучување на младите, убаво е што еве видовме дека локалните канцелари се навистина отворени, да се користат сите механизми и алатки за што полесно да се споделуваат информациите. Во однос на младите да се охрабруваат да бидат дел од вакви процеси, без разлика на тоа каква е нивната позадина, и да прават притисок на со сите можни алатки кои што им се граѓански алатки кои што им се нудат преку третиот сектор. Значи, еве, бидејќи сепак темата на Рајко е нели како што знаеме помирување, reconciliation и зближување, исто така би посочила и дека овдека се очекува и трансформација на индивидуално ниво. Значи, ние не можеме да се представуваме како космополити само затоа што патуваме на одмори, гледаме музеи во Париз и во Берлин. Вистинскиот космополитизам почнува од отвореноста кон различностите на локално ниво. Така да Рајко е убава замисли, една навистина голема програма, меѓутоа промената доаѓа и од индивидуалната љубопитност. Еве сега не бидат само горе посочени институциите и телата, апели кон сите да истражуваат повеќе за себе и за другиот преку едни вакви убави фасилитирани програми. Одлично, фала ти, Методија. Значи, што би додал за крај, Рајко е една преубава иницијатива. Ако мене веќе формално ми истече мандатот, секогаш ќе се трудам да ја поддржам, да ја презентирам и да учествувам во било какви настани кои што би биле организирани од Рајко. Секогаш нормално ќе бидам тука за да го критикувам тоа што сметам дека отстапува од првичната рамка која што е поставена. И секогаш ќе се трудам со најдобра намера да придонесам за се поголема популаризација на иницијативата. И за поголем успех, нели, да може да оствари иницијативата. Ние во меѓувреме почнавме на слична иницијатива, еве да се пофалам, работиме како Младински сојуз, сме лидер организација на процесот на формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија. Во моментов сме на крај на првата фаза од процесот. Процесот е поделен во 4 фази. Во моментот ја завршуваме првата фаза и некаде од почеток на јануари би влегле во втората фаза од процесот. Се надевам дека негде до средина на 2022 година ќе имаме веќе отворени канцеларии за билатерална соработка помеѓу нашите две држави. Исто како и Рајко,
ние ги црпиме тие искуства од процесот на помирување помеѓу Франција и Германија. За среќа сме немале таков директен конфликт со соседна Грција, меѓутоа далеку од тоа да сме немале никаква лоша историја во минатото, како два соседни народи, така да ете и од таја страна би сакал да соработуваме со Рајко и заедничките активности да им ги доближиме до младите луѓе, со што ќе ги отвориме можностите за едукација, дружење и сознавање на регионот на Западен Балкан. Затоа што за многу млади луѓе, например од Белград, Приштина е еднакво на некое место на месечината како да се наоѓа, или за многу луѓе од Едеса, Флорина или од Тесалоники се еднакво непознато Скопје како да се наоѓа некаде на месечината. Значи, го сретнале некаде во медиуми, го слушнале во некој негативен контекст, меѓутоа тоа е тоа што тие успеале да го запознаат за нас. Односно што успеале да дознаат за нас. Така да сметам дека на младите луѓе им треба повеќе да се сретнат меѓу себе, затоа што се повеќе можности да им дадеме да се сретнат и да се запознаат меѓу себе, затоа што тие се мразат, а никогаш не се виделе. Тоа ни го покаже нашето последно истражување. Да не должам многу, чест ми беше со сите вас да дебатирам и мило ми беше и се надевам ќе продолжиме оваа дискусија со конструктивни идеи во некоја наредна прилика. Елена? Уште еднаш би сакала да упатам голема благодарност што ме поканивте да бидам дел од оваа можност и од оваа конференција. Оно што би сакала да напоменам, ние како РИКО уште еднаш би сакала да упатам апел до сите млади дека нудиме можности за шетање, можности за патување, можности за дружење и запознавање на луѓе од територијата на Западен Балкан, каде што имате можност да се искажете, затоа што нас, како Рајко, вашиот глас ни е навистина многу важен, затоа што сакаме младите да бидат вклучени во процесот на донесување на одлуки и максимално да бидат запознаени со сите наши програми. Така да би сакала да ги охрабрам младите да не се срамат, туку активно да се приклучуваат во активностите кои што ги организираме. Ние тука стоиме на располагање локалната канцеларија во Скопје за сите нејасноти, за сите прашања кои што може да ги постава. Така да ги охрабрувам да ме контактираат, доколку нешто е нејасно, стојам на располагање за детални објаснувања и за вклучување во нашите активности. Ви благодарам уште еднаш. Фала ти. Како што почнавме, така ќе завршиме. Влада? Јас само ќе додам дека ги поканувам и институциите повеќе да се работуваат со младите и младишките представници, исто како што го прави исто така и со организациите директно со младите, бидејќи пред се тоа е многу голем бенефит за институциите кога се работуваат заедно. За жал се уште имаме многу малку вакви процеси на ко-менеджмент и донесување на одлуки со консензус, е продуктивно за една демократија да се развива и да даде можност и директно на тие што имаат потреба. Од тоа мислам дека само така се развива. Ние како млади соработуваме помеѓу себе, младински представници од сите држави, и не гледам зошто младите меѓу себе не треба да соработуваат, односно има многу можности, многу потреби за соработка. Како што кажав на почеток, имаме многу заеднички страни, односно многу карактеристики каде што може да учиме и да соработуваме едни со други. Сакам да ги повикам младите да бидат активни и да не се откажуваат, а од друга страна да бидат вклучени директно во организациите, во работата на организациите и во пишувањето на проекти, во креирање, и директно да бараат од организациите можности
да се вклучат, бидејќи тоа им кажуваме на организациите, само добар проект е кога сите партнери се вклучени, учествуваат со идеите, но и младите директно ги кажуваат своите потреби и можности. Така да се надевам дека во иднина ќе се среќаваме за повеќе можности и за решени повеќе проблеми заеднички. Ви благодарам уште еднаш за оваа иницијатива. Убаво е вака кога зборуваме и учиме едни од други. И благодарам на поддршката пред се на младинските организации. Повторно ќе бидат вклучени и во наредните консултации, избор на младински представник, како што беше порано, бидејќи само преку репрезентативност може да се донесат добри одлуки. Фала ви на сите за продуктивниот час и половина, особено фала ви на вие што не следевте. Младински сојуз останува тука како поддршка на младите луѓе за да канализира нивниот глас до сите институции и носители на одлуки, така што доколку ви треба поврзување или доколку сакате директно да стапите во контакт со некој од панелистите денеска, можете да не контактирате во инбокс, да ми пишете мене или како повеќе ви одговара. Фала ви уште еднаш што ја прифативте поканата и се гледаме во следна прилика за резултатите и плодовите 5 години после РИКО, би рекла во 2021. Фала ви, чао!